Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Дали секој осип по изложување на сонце е алергија? Може ли сонцето да помогне кај одредени кожни болести, но и драматично да влоши други? Како правилно да заштитиме кожата и кои се најчестите грешки што ги правиме во текот на летото? Дали бета-каротенот, витаминот С, зелениот чај и другите суплементи на вистина ја подготвуваат кожата за сонце? Што да направиме ако изгориме? Дали киселото млеко е на вистина добар избор? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Силвија Дума, дерматолог. Останете на телма, а при крајот на денешната емисија вклучете си со прашање во програма. За сонцето и кожата. Кога сончевите зраци помагаат, а кога наштетуваат на кожата? Денеска разговараме со професор доктор Силвија Дума, дерматолог од Универзитетската клиника за дерматологија. Професорке, добар ден, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, добар ве најдов. Дали е точно дека дерматолозите имаат најголем обем на работа во овој период од годината, поточно во летните месеци? Па да, тоа е делумно точно, поради тоа што во летните периоди голем дел од нашата кожа е експонирана на сонце. Доаѓа во допир со надворешните фактори, како што се сонцето и сите останати инсекти и слично, така да може да се каже дека повеќе има потреба за јавување на дерматолог во летен период. Дали причина за овие состојби обично е директното изложување на сонцето, односно дали се тие последица на сонцето или пак понекогаш може некои постоечки болести да се влошат како резултат на сончевите зраци? Така е, сонцето на многу начини делува на кожата. Постојат различни болести. Фотодерматозите генерално би кажале дека се болести кои што се директно причинати од сончевото зрачење, а исто така и индиректно. Значи има голем број на фотодерматози. Тука би ја спомнала полиморфната светлосна ерупција, соларната алергија, меѓутоа и останати автоимуни болести како што е кутаниот лупус, како што е системскиот лупус, може да се влошат под дејство на сончевото зрачење. И секако, кумулативниот ефект на сончевото зрачење води до пореметување на ДНК и води до појава на кожните карциноми. Дали понекогаш драматично се влошуваат постоечките болести под изложување на сонце? Да. Посебно кога зборуваме за некои автоимуни болести, како што е системскиот лупус, како што е кутаниот лупус, поради тоа што кожен лупус, така? Тоа што се јавува како црвенило на лицето обично? Да, кутаниот лупус може да се јави значи изолирано, да биде само со кутани симптоми, а системскиот може да биде и со кутани и со останати системски симптоми. Меѓутоа тој директно може да се влоши под сончевото зрачење, бидејќи самото сонце прави оштетување на клетките, меѓутоа исто така и покренување на некои имунолошки механизми, значи може да го влоши и однадвор, би рекле вака едноставно, и одвнатре системското заболување. После постојат и други системски болести, како што се, например, метаболното заболување, порфири, кои што дава кожни симптоми, дерматомиозитот, сите тие заболувања може да се влошат под сончево зрачење. А има ли болести кај кои што сонцето може да помогне? Да. Еве, сме слушнале дека на пациентите со псоријаза сонцето им годи. Зошто е тоа така? Така е, и тоа не е случајно. Постојат и една од фототераписките опции е фототерапијата. Значи, ние користиме контролирана терапија со УВБ и со УВ зраци, и тие делуваат за намалување на воспалението, намалување на создавањето на тие несозреани клетки, и во најголем процент, би рекла 80%, поволно делуваат кај пациентите со псоријаза. Меѓутоа има една група на исто и пациенти со псоријаза кај кои што ова не делува поволно, и тоа е од прилика од 10 до 20%. Многу често и нели ги упатуваме тие пациенти, посебно во летниот период, кога ќе бидат на покрај море, на сонце, значи да го користат сонцето, меѓутоа и за нив секако важи фотопротекцијата, умереноста во изложувањето, посебно во временските периоди кои што се нели препорачани. Значи, постепеното изложување на сонце кои овие пациенти може да доведе до смирување на симптомите на псоријазата? Така е. Тоа е фототерапија. Значи, која што исто ние ја правиме на нашата клиника. А што е со пациентите што имаат акни? Некои велат дека проблемот со акните се смирува во текот на летните месеци.
по изложувањето на сонце. Така. Има вистина во? Па тоа е делумно само така, површно изгледа дека се смирува поради тоа што нели ние пигментираме на сонце. Бојата што ја добиваме е еве да речеме светло кафена, така да таа боја на црвенило и воспаление кај акните не може да се примети. Меѓутоа долгорочно не делува добро поради тоа што се задебелува и површниот слој. Така да препораката би била и во летните периоди, нели да се користи негата кај акните, соодветната терапија со посебно внимание на нели тие локални ретиноиди кои што се ставаат во вечерни часови и кои што се одмиваат наутро. Дури постои одреден тип на акни кои што се нарекуваат малурка акни, кои што многу често се јавуваат посебно кај женска популација. А тоа е комбинација од сол, прашина, средство за сончање, така да меѓутоа тие набрзо сами по себе спонтано исчезнуваат. А може ли како последица на сонце кај лицата што имаат акни да дојде до пигментација, хиперпигментација, потоа да останат флеки? Така е, тоа е уште едниот несакан ефект и уште повеќе препораките за нели користење на соодветно фотопротективно средство. Сега индустријата, козметската индустрија толку е развиена што постојат нели и фотопротекторни креми за секоја индикација. Например, за пациенти со акни каде што не дозволуваат да се создаваат комедони, или таму обично е кожата малце помасна и има посебна SPF заштита за таква кожа, така да тоа обавезно да се употребува поради тоа што тие пигментации после навистина тешко се третираат. Значи да не се изложуваат постојано и директно на сонце, бидејќи подобрувањето е привидно? Привидно е. А што е со оние кои што имаат витилиго? Тоа не е болест кога се јавуваат делови на кожата кои што се непигментирани, има бели флеки. Дали исто така сончевите зраци може да имаат терапевски ефект, односно да доведа до некакво подобрување, до репигментација? Така е, значи, може, но бидејќи станува збор за болест која што ги тангира меланоцитите, каде што имаме губење на пигментацијата од непозната причина, тоа представува едно автоимуно заболување. Меѓутоа, тука исто така се препорачува фототерапија, меѓутоа исклучиво во контролирани услови. Значи, ние имаме исто така фототерапија која што се користи најчесто за дланки и стапала, кои што ги правиме кај овие пациенти, меѓутоа не би дала препорака да се изложуваат на плажа, да си легнат, да се сончаат. Тоа да биде за нив посебно се употребуваат фактори, значи креми со SPF фактор многу висок, дури 90-ка, 100-ка. Значи тоа е една посебна популација кај која што навистина треба да се внимава со сонце, да, сонцето користи како терапевска опција, меѓутоа во болнички услови. Само во болнички, во контролиран. Така е. А што доколку дојде до изгореница кај нив? Па изгореницата е подраматична, поради тоа што нема меланоцити, нема создавање на меланин, поради тоа што бојата која што ние ја добиваме е практично одбрана на организмот. Тоа е заштита на самиот организам, така да тие многу за брзо време може да добијат изгореници од повисок стадиум, од повисок степен. Може се појават и нови бели флеки на телото? Па не се јавува сонцето како индикатор, односно како провокатор на витилигото. Така, мислев доколку има некој изгореница во тој случај да дојде. Добра, доколку има изгореница, следат нели стадиумите на опоравувањето зависно од тоа од кој степен се е изгореницата. Понекогаш кога се изложуваме на сонце за да добиеме подобар тен, на кожата ќе забележиме некои бели флекички. Веднаш помислуваме на витилиго. Да. Но дали е тоа секогаш така? Не. Тие бели флекички најчесто се некакви веќе нарушувања на самата кожа, кои што не се доминантни кога ние не сме тенирани. Што значи тоа? Тоа може да бидат хипопигментации, приликом настанети после некаква траума, после убот од инсекти, тие знаат да бидат минимално видливи на здрава кожа, ама кога ќе се пигментира, поради тоа што тие се хипопигментации на веќе оштетена кожа. Тука е изгубен пигментот, тие не пигментираат како останатата кожа и практично доаѓаат во прв план, стануваат видливи кога сме ние тенирани. Дали некои габичите инфекции може да остават бели флекички по кожата при изложување на сонце? Да, тоа е една многу честа инфекција.
која што е со малесезија фурфур, значи на површниот епител на кожата и обично знаат да се јават белузлави флики на места на изразето потење, тоа е под аксилите, околу вратот, на грбот. И така да посебно се фаворизира во лето, значи тогавечно заболување и е видливо, затоа што таму на делум не е оштетен пигментот на кожата и тие бели флики исто така стануваат уште повидливи. Треба ли да бидат внимателни при изложувањето на сонце лицата кои што имаат проблеми со кожата како што е розацеа или пак атописки дерматитис? Да. Посебно пациентите со розацеа, каде што знаеме дека веќе има појава на телеангиектази, односно веќе има некаква вазодилатација која што се случува во кожата. Сонцето и топлината нели допринесуваат уште да се зголеми нели вазодилатацијата, односно ширењето на самите крвни садови, така да розацеата и станува поманифестна во летните периоди. За пациентите со атопик дерматит генерално сонцето поволно делува, меѓутоа ќе кажам умереното излажување на сонце знае поволно да делува на пациентите со атопик, многу мал процент како и кај псориазата знае да направи влошување во летниот период, кај атопикот почести се влошувањата во есенскиот и во зимскиот период. А како влие, да речеме, комбинација од сонце и морска вода врз атописки дерматитис? Може тоа да биде поволно? Па може да биде поволно, меѓутоа пациентите со атопик дерматит имаат еден посебен начин на нега на кожата кој што треба да го практикуваат и во тие услови, поради тоа што морската вода делува поволно, таа има минерали, меѓутоа и знаеме дека ја исушува самата кожа. Така да употребата на тие стандардни маслени купки, емолиенти после туширање се задолжителни затоа што додатно се суши кожата во овој период. Што е со оние луѓе кои што имаат алергија на сонце? Колку се тие чести манифестации на кожата и како да се разликува еден обичен осип од топлина и потење од алергија на сонце? Така е, значи во летото многу често знаат да се јават банални осипи. Значи кои што се знаци на некаква иритација, исто така знае да се јави и знаат да се јават изгореници од сонце. Меѓутоа тие се банални, се повлекуваат брзо. За разлика од уртикарија соларис представува една состојба која што за среќа е ретка, представува вистинска алергија на сонце. Тоа е реакција од еден брз имунолошка реакција, станува збор за формирање на тие фотоалергени кои што влегуваат значи во кожата и прават една имунолошка реакција која на крајот резултира со ослободување на хистамин, што значи една класична алергиска реакција. Настанува веднаш, се манифестира така што се јавуваат како од коприва и журкани подрачја на телото, кои што се црвеникави над ниво на кожа, може да се јави и црвенило на лицето, може да се јави оток на очите, но понекогаш таа реакција може да биде и животозагрозувачка, многу ретко да води до анафилактична реакција со пат на тензијата и тука треба навистина брзо нели да се реагира. Што значи да пациентот кога ќе се примата такви симптоми му се даде еден антихистаминик за прва помош доколку се има, а ако има продлабочени симптоми секако да се однеси до првата единица каде што може да се добие лекарска помош. Кај сончева уртикарија, дали е точно дека тие пликови на кожата може да се јават неколку минути по изложувањето на сонце, но и да се повлечат веднаш по тргањето од сонце? Па не веднаш, ама отприлика за некои 30 на минути до 2 часа би требало да се повлечат и без терапија, кај те полесните форми на таа соларна уртикарија, која што може да се јави. Колку е честа? Па не е честа, ретка е, поретка е. Да. Меѓутоа дијагностиката ние имаме во алерголошката амбуланта, значи треба да се направи дијагностика со тоа што мали делови на тело се изложуваат на сонце и на тој начин нели се односно се имитираат провоцирачките фактори во нели едни болнички услови. Така да може да се дијагностицира. Сега спомнавте и полиморфна сончева ерупција. Ерупција. Да. Што е па сега тоа?
И се разликува, претпоставувам, од Така е. симптомите кај сончевата уртикарија. Така е, се разликува. Полиморфната светлосна ерупција, значи таа се јавува во летниот период. И таа настанува релативно брзо по изложување на сонце, со тоа што симптомите се различни. Кај уртикаријата, нели рековме, настанува како копривњача, црвеникави промени, меѓутоа тука настануваат полиморфна, значи дека се јавуваат различни морфи. Се јавуваат макули, папули, плаки и едно изразито чувство на чешање. Генерално на фотоекспонираните реги, тоа е лице, деколте, раце, нозе, и ова представува еден имунолошки тип на реакција, и посебно кај пациентите со полиморфна светлосна ерупција, значи во нормални услови сонцето прави намалување на локалниот имунитет. Меѓутоа кај овие луѓе не постои тој механизам, и поради тоа се јавува значи оваа реакција, и представува една реакција од имунолошки доцент тип, меѓутоа е прилично непријатна. Точно ли е дека се јавува најчесто на почетокот на летото или во првите денови од летниот одмор, во првите денови од посетата на плажа? Така е, да. И сега, како да се надмине овој проблем? Дали со постепено изложување на сонце, можеби така е. Можеме да... И постепеното изложување на сонце е еден од начините, нели? На кој што ова може да се надмине, меѓутоа и си како терапија, антихистаминска, локални кортикостероиди, на тој начин да емолиентна терапија, на тој начин се третира. При директно долготрено изложување на сонце, можеме тоа да го видиме на видео на социјалните мрежи, понекогаш се јавува оток на лицето и на очните капаци. Каква состојба пак сега ова? Па тоа е истиот механизам како со уларната уртикарија. Поврзано е со тоа првото што го појасните. Да, со алергијата на сонце, со тоа што понекогаш се јавуваат уртики, а понекогаш се јавува и демаквинки или значи тоа исто реакција од хиперсензитивен тип 1, односно брзо се случува, се јавува едем на очите, едем околу устата, едем на лицето, и при тоа се дава антиалергиска терапија. Исто како кај со уларната уртикарија. Точно ли дека треба денови за да се повлече овој подолго време лицето? треба. Да, подолго време треба. Ден до 2-3, да, треба. Значи не може да се очекуваат резултати преку ноќ. Не може. Сега, што се доведува до алергии на сонце? Познато ли е? Дали примањето на одредени лекови може да ја направи кожата почувствителна на сонце? Може би парфемите, козметичките средства што ги користиме? Така, едни од фотодерматозите кои што се многу битни се и фототоксичните реакции, кои што се делумно, тие директно значи тука сонцето заедно со субстанцијата која што се нанесува на кожа или се прима во организмот во како вид на медикамент, допринесуваат да директно се уштатат самите клетки. Например, фурокумаринот е еден од тие кои што дава оштетување, него го има во овие цитрусните производи. Исто така, маслото од бергамот, кој што го има во многу парфеми, знае да даде еден таков наречен берелок дерматит, односно еден дерматит во вид на ланче на самото место на допир на парфемот со кожата и нели сончевото зрачење. Исто така одредени медикаменти како што се на пример тетрациклините, доксициклинот. Да. Потоа од нестероидните антиинфламатори како што е кетопрофенот, кој што често се употребува. Потоа познатите ацетретинот, ретиноидите кои што се фотосензитивни. Сите тие треба со опрез да се земаат во летниот период, и лекарот кој што ги припишува и фармацевтот што ги издава треба да му објасни на самиот пациент како треба, значи што треба да прави за да се заштити ако веќе има, односно ако мора да ги прима во летниот период. А ние треба да внимаваме да не нанесуваме нели парфеми, дезодоранси при изложување на сонце. Но а што е со онаа козметика што се нанесува на лице? Денеска има бројни рутини, дневни, ноќни. Серум со витамин С, ретиноиди, односно крема со ретинол, пептиди. Како сето тоа реагира со сонцето? Да. Козметолошката индустрија секој ден станува нели се пообемна, нуди повеќе производи. Тиктокот допринесува за да тие нели се прошират и посебно се актуелни кај младата популација.
Последните студии кои што се правени за тоа дали на младата кожа, посебно на адолесцентската, и треба таква нега, одговорот е дефинитивно не и треба. Дури девојчиња пред да влезат во пубертетот имаат рутини. Значи направени се клинички испитувања дека такви обемни рутини не се потребни. Значи потребна е нега со миење и евентуално крема. Она што треба да се прави во летен период, исклучително да се употребуваат на сонце кога сме изложени креми со заштитен фактор, да не се употребуваат. За ретиноидите веќе спомнавме дека се фотосензитивни. Доколку треба да се употребуваат во летен период како терапија, например најчесто на акни, се употребуваат исклучиво навечер и утрото после тоа убаво се одмиваат. А доколку се користат како дел од рутината за разубавување, подмладување на кожата, како дневна крема не, додека се нанесат навечер во летниот период, ретинол? Во летниот период ако се нанесат навечер, наутро убаво да се измие лицето. Меѓутоа ите можат барем во тој период кога сме јако експонирани на сонце да не се нанесуваат исто и кремите со витамин С, не на директна експозиција на сонце. Така, сега говоревме за некои од причините кои што доведуваат до тоа кожата да стане почувствителна на сонце. А што е со генетиката? Дали сме некои од нас предиспонирани на алергиски реакции на сонце? Така е, значи генетиката ги одредува во голем дел предиспонираноста кон алергиските болести, па така да и соларната енергија не е исклучок од тоа. А исто така постојат и генетски заболувања, од кои што ќе го спомнам ксеродерма пигментозум, каде што е нарушено природното обновување, природната репарација на ДНК. И посебно, кај овие пациенти со ова генетско заболување, они се склони кон појава на кожни карциноми од рана детска возраст. Значи, зборуваме за 5-6 години и обично оваа болест е генетски предиспонирана и се јавува кај повеќе членови во семејство. Доколку кај некој се јави за прв пат силна алергија на сонце, проследена со црвенило, може би оток на лицето и слично, советувате ли да се направат некакви дополнителни испитувања, например за автоимуни состојби, за лупус и слично? Па вака сега, автоимуните болести точно може да почнат со појава на некој еритем кој што посебно е застапен во лицевата регија, меѓутоа тие имаат низа на симптоми. И сега доколку се јави еднократно соларна алергија, може би треба да се направи консултација во алерголошката амбуланта, меѓутоа тоа не е доволна индикација за исследување за автоимуни болести. Сепак треба да има и некаква друга симптоматологија од типот на некакви општи продроми, на чувство на слабост, болки во зглобови, значи и дополнителни симптоми. А какви прегледи се прават кај дерматолог кога ќе се јави пациент со сончева алергија? Кога ќе се јави пациент со сончева алергија, значи се јавуваат во алерголошката амбуланта и рековме правиме прво анамнезата ни е многу битна. Да раскажат што се случило. Така е, анамнезата, тоа се податоците што се случило. Советувате ли да се фотографира промената на кожа, да, за да ви покажа ама тој да видите? вообичаено и се прави. Тој вообичаено се прави. Веќе сите тоа го прават. Веќе сите тоа го прават, дури нас пациентите кога ќе дојдат, повеќе сакаат да не запознаат со фотографијата, него со ова што е моментално. А ние како лекари викаме чекајте, друг след имаме, да видиме што има моментално, па ќе видиме после што се случувало претходно. Така да се прави дијагностика, она што ви спомнав, изложување на UV зраци контролирано во болнички услови и на тој начин може да се детектира алергија на сонце. Како тоа се прави? Може да ни опишете? Да, тоа се прави за тоа што да речеме на надлактицата се усмирува UV зрак и се прави една минимална експозиција во одредено време и после одредено време пациентот се ние го наблюдуваме во амбуланта и при тоа доколку постои индикација односно доколку постои соларна алергија, ќе се јави едно црвенило, ќе се јави едно чешање, ќе се јави уртика на самото место на експонирање. Така, но не секогаш алергиите на сонце се директно поврзани од нашата реакција, од реакцијата на организмот на сонцето, туку од некои хемиски средства кои што ги нанесуваме. Така е. Споменавте парфеми, креми, слично. Како се прави дистинкција за што се работи? И па има, например, фотоалергијата од сонце.
кај неа се явуваат уртики. Значи, спрема клиничките симптоми. Добре. Кај неа се явуваат уртики кои што се мономорфни и кои што рековме се повлекуваат доколку е лисна форма од 30 до 120 минути. Кај полиморфната светлосна ерупција се јавува црвенило, се јавуваат испакнатини црвени во вид на топчиња на самата кожа, во вид на плаки кои што интензивно чешаат и перзистираат подолго време. Кај фототоксичните реакции исто така знае да се јави црвенило, меѓутоа знае и да се јави црвенило на допир на токсичната субстанција, посебно ако е локално нанесена со кожата. Така. Значи спрема клиничката симптоматологија. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, добре дојдени си вашите прашања во денешното издание на Тилма Амбуланта. Постои ли начин да ја подготвиме кожата за сонце? Па да, постои начин, секако. Еве, ако пациентот знае дека е алергичен на сонце, употреба на антихистаминици 1 до 2 недели, нели, пред одење на сонце и умереното изложување. За останатите се препорачува, нели, прво кожата локално како да ја спреме, или да направиме еден убав пилинг на самата кожа, да употребуваме, нели, креми со SPF фактори, меѓутоа и перос, например, суплементи кои што содржат бета-каротен, кои што содржат антиоксиданси, обично 1 до 2 недели пред одење, односно пред директно експонирање на сонце. Значи може одвнатре да подготвиме кожата. Така е, со употреба на антиоксиданси, како што е, например, глутатионот, како што се бета-каротените. Постојат и SPF таблетки, кои што се примаат 1 до 2 недели, а и во текот на сончевото изложување, кои што во себе содржат, например, феноли, например, содржат антиоксиданси, содржат зелен чај. Исто така треба да ориентираме и храната. Храната богата, например, патлиџанот со ликопени, потоа морков. Молам? Морков, секако, бета-каротен, потоа лубеницата, зелениот чај. Сите тие, нели, додатно од внатре не штитат од сонцето. Дали овие суплементи или овој начин на исхрана може да ги заменат кремите со заштитен фактор? Не, тие само заедно делуваат со кремите, значи не може да ги заменат кремите, бидејќи при директното изложување на сонце неопходна е фотопротекцијата. Можеме да прочитаме дека потемнетата кожа всушност представува оштетена кожа. Вистина е тоа? Да, тоа е одбранбен механизам на организмот. Значи свесно доведуваме до одредени оштетувања заради убавина. Така е. Меѓутоа и тие митови за убавина веќе се менуваат. Порано таа темна кожа беше навистина еден приоритет да се има. Меѓутоа со текот на годините, мислам дека тука влијаат и лекарската фила да се сменат символите кои што представуваат, нели, убаво, така да сега не е на цена толку темната кожа, поубаво е таа светла и бела кожа. Понекога сонцето може да придонесе да се формираат темни флеки на лицето. Што е тоа? Дали е некаква болест, дали е состојба? Обично ги погодува жените. Да. Кога веќе е женската популација во прашање, станува збор за една состојба која што се нарекува мелазма, провоцирана од сончевото зрачење, меѓутоа како резултат на делување на надворешни фактори и внатрешниот типот на хормонските дисбаланси и посебно се јава во бременоста, значи знае да се јават едни темни флеки, најчесто во лицевата регија, кои што може да бидат на челото, може да бидат на образите, може да бидат на долниот дел на долната вилица. Многу тешко се третираат и обично знаат да се влошат при повторно изложување на сонце. Така, дали хормонските дисбаланси, односно хормонските промени? Да, естрогенските, прогестеронските промени знаат да бидат, нели, провокатори за мелазма. Меѓутоа на во лицевата регија може да се јават и други промени кои што се, да речеме, кои што стануваат поинтензивни во летниот период, како што е, например, соларното лентиго, кое што е една бенигна формација, па дури и влошување на лентиго малигна, кое што е еден малеген тумор на... Како изгледа тоа соларно лентиго? Соларно лентиго се јасно ограничени, хомогена боја имаат кафена, обично се округли петна, кои што знаат да се јават во лицевата регија и на деколтето на рацете,
хомогена е бојата. Јасно ограничена од околната коша. Тоа не е исто што има лазма, очигледно? Не, тоа не е исто. Третирањето е различно? Третирањето е различно, да. Кое се третира поедноставно? Па, соларното лентико се третира полесно. Бидејќи оние кои што имаат флеки по лицето знаат со години да се мачат. Така е, се мачат со години и обично се третираат во зимскиот период. Употребуваат превенција, меѓутоа без разлика на се, минимално и покрај се може да се повтори во летната сезона. Кога еднаш ќе се појава, тогаш проблемот перзистира и навистина повеќето се упорни во третирањето, но ефектот е навистина мал. Ефектот е мал и обично тоа е естетски проблем, не представува здравствен проблем, меѓутоа е естетски проблем, меѓутоа кај жените тоа има големо значење. Така. А што е со старичките пеги? Дали сонцето ги влошува или пак можеби го зголемува нивниот број? Па генерално ги влошува затоа што нели кожата пигментира, станува потемна и тие стануваат повидливи. А тие се еден нормален процес на старењето, како резултат на долгото сончево зрачење, формирање еластичното ткиво веќе не е така добро, така да тоа е склоп од нели тоа фотостарење, за кое што најмногу допринесуваат UV зраците кои што подлабоко продираат во самата кожа и тие се одговорни за фотостарењето на кожата, поодговорни. Каде се може се јават старичките пеги? Обично на фотоекспонирани регии, обично се јавуваат на горната страна на дланките, се јавуваат на деколтето, на лицето, на подлактиците, во тие регии. Кај возрастните лица понекогаш се јавуваат и депигментации на одредени делови на кожата, како бели точки. Да. Истото е врзано со возраста? Врзано е со возраста, меѓутоа како што рековме кај децата, по изложување на сонце може да се јават тие хипопигментирани флекички. Онаму каде што е оштетена кожата и се уште не е доволно репарирана, каде што е оштетен пигментот, тие места не пигментираат и затоа остануваат бели по сончево зрачење. Стануваат видливи во тој период. И стануваат повидливи. Така. Да. И сега кога зборуваме за имаме гледач, добро, ќе го вклучиме и ќе продолжиме понатаму. Односно ќе продолжиме од местото каде што запревме. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. На телефон е Билјана, пациентка сум инаку на докторката. Многу сум задоволна, контролираме бемки и така. Дали имате некое конкретно прашање? Да, имам вака, значи, јас сум пациентка со GVHD. Докторката сигурно запознаена и може би се сеќава. Дали можете да слушнете? Добро, бидејќи на вистина многу лошо ве слушаме со некакви пречки. Ајде да се бидеме уште еднаш, да, имаме некои пречки. Ајде уште еднаш, значи накратко поставите го прашањето за да можеме во интерес на времето што побрзо да ви дадеме одговор. Повелете? Јас сум пациентка со GVHD. Тоа е промена, компликација на трансплантација на костки на срцевина. Добра. И промените се на кожата. И сега на... Да, ме слушате? Да, ве слушаме. Прашањето што се на кожата имам хиперпигментации, така, промени колагенски, колагенот повеќе се создава, сврзното ткиво повеќе се создава. Сега препорача ние за хиперпигментациите лазер, јаг лазер. Дали е препорачливо, дали е, бидејќи мојот хематолог смета дека не треба ниеден лазер да ми прави продукција на сврзно ткиво. Само на клетките или на клетките на кожата, не сврзното ткиво. Дали е препорачлив овој лазер за мене како пациент? Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, можевте вака да разберете што се работи поради пречките? Да, слушнав дека пациентката доаѓала. Јас не можам сега конкретно се сетам нели нормално и името не го знам. Она што слушнав на кратко е пациентка со граф верзус хус реакција, значи тоа е по трансплантација кога се дава одредена терапија која што понатаму знае на кожата да допринесе до појава на некакви нус појави. Прашањето беше конкретно дали може да се употребува лазер, значи доколку
може да се употребува лазер, меѓутоа оној лазер кој што исклучиво го фаќа пигментот, на пример како ние што имаме Pulse Dye лазер, и мислам дека тој исклучиво го лови пигментот, а не делува на сврзнато ткиво. Тоа беше конкретното прашање од пациентката, па така смислам дека сметам дека може, меѓутоа сепак мораме нели да направиме уште една контрола да видиме за кои конкретни пигментации изборуваме. Така. Во принцип може. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Две прашања имам. Дали овие средствата за заштита со фактор ваков таков не спречуваат D-витаминот да влезе во организмот? Тоа е првото прашање. И да, ако спречува толкоја мера, и внуците мои кои ми се во дворот, ги гледам дека цел ден им се спуштени ролетните. А јас се кирам зашто особите не им влегува сонце. Точно дека спалните се на југ, меѓутоа мислам дека треба да им влегува сонце. Ете, тие се прашањата. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Две одлични прашања, повелете. Вака, тоа е како едно генерално прашање, нели, како да ги искористиме поволните ефекти од сонце, а да не изгориме. Значи, одговорот во однос на првото прашање, делумно спречуваат, нели? Создавање на витамин да, D. Меѓутоа, во многу мал процент, и кога би рекла во медицината секогаш гледаме кост бенефита, тоа е колку е бенефитот во однос на штетата. Значи дефинитивно треба да се употребуваат. Препорачливо е изложување на рано утринско сонце, кое што е од 9 часот, да биде без SPF, меѓутоа многу кратко, некој половина час, посебно за во летниот период. Второто прашање беше дали ми е... Дека постојано се спуштени ролетните во детската соба, кај незините внуци, дека всушност не ги фаќа сонце воопшто. Да, дефинитивно сонцето е извор на живот. Ние без разлика што сме дерматолози, без разлика што укажуваме, нели, зборуваме за фотодерматозите, за штетното зрачење, сонцето има многу поволни дејства. Едно од нив е, нели, создавање на витаминот D. Другиот учествува во еден куп процеси што се случуваат во организмот. Па и на расположението влие. Делува на создавање на ендорфините, така да во ниеден случај не треба да го избегнуваме сонцето, апсолутно, само да бидеме, нели, внимателни, паметно да го искористиме, паметно да го консумираме. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме прашање од уште еден гледач. Ево уште една можност за него. Добар ден. Ќе ве молам едно прашање. Повелете. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Јас не сум на сунцање, нити на се сунцав. На стомако ми се појавија, ке се истријам и бела кожата ми останува како шарена. Значи не се изложувате на сонце, но кожата на стомакот ви се прошара со некои бели флеки, ако ве разбрав. Да, бели флеки. Ќе се истријам и ќе иде за бели флеки. Бели флеки ви се појавуваат, а на која возраста? 82 години. 82 години. Професор, ке да немате уште некој прашање или тоа е тоа? Па не, тоа не, е ви тоа. благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Белите флеки може да се како резултат на некакви, нели, неравномерности во самата кожа. Може да се резултат на претходно постоечки, нели, лузнички. Може да се резултат на габично заболување, кој што веќе го спомнавме. Може да се резултат на појава на витилиго. Потребен е клинички преглед. За да се утврди зашто точно станува збор. Да. Споменавте габични инфекции. Во летниот период често пати се оди на базен, потоа се носат понекогаш и чевли кои што се со затворени прсти напред. Дали сето тоа може да доведе до појава на габична инфекција? Да, тоа се фаворизирачките фактори, нели, топлина и влага се фаворизирачки фактори, посебно помеѓу прстите. Тоа е типична регија и доколку се примети појава на
на влажење, појава на никаков секрет, појава на лупење на кожата, белузлави промени, треба да се јави на дерматолог за да се употребува соодветна терапија, поради тоа што понатаму доколку габичната инфекција се принесе на ноктите, таа многу тешко понатаму се третира. Да, долготраен е третманот. И покрај бројните предупредувања за последиците од изложеноста на кожата на сонце, и то на најакото сонце, сепак можеме да видиме дека плажите се полни. Да. И дека не сите нанесуваат креми со заштитни фактори постојано, според препораките, и доаѓа до изгореници на кожата. Што кога ќе се јави изгореница? Па вака, сега изгореницата прво може да бидат од различен степен, односно од различен интензитет. Доколку станува збор за обична изгореница, односно се појава само на црвенило, потребно е, нели, прво да се тргнеме од сонцето. Второ, облоги, ладни облоги од вода, употреба. Хидратација, внесување на течност од внатре, внесување на електролити, некакви лесни емулзии кои што содржат, например, цинкоксид, може да ја смират кожата. Потоа обична емулзија, тоа е нешто измеѓу крема и масло, значи да се нанесе на самата кожа. Доколку станува збор за посериозен, од повисок степен, нели потребна е консултација со лекар доколку се од втор, трет степен и секако давање на соодветна терапија. И многу е битно по прскање, посебно доколку немаме можност еве смена одмор, а се јавили изгореници од втор степен, многу е битно тие були да не се само прскаат. Тие пликчиња што се? Тие пликчиња, нели? Да се става емолентна терапија, исто така се стави локална кортикостероидна терапија и може да настане и суперинфекција доколку нели мануелно ги дупнеме пликчињата, па тоа е место каде што е нарушен интегритетот на кожата, каде што лесно може да влезе некаква бактерија, па може да се јави нели додатно некаква бактериска инфекција. Дали помага киселото млеко кај изгорениците од сонце? Па сега киселото млеко не е прв избор, секако. Но кај некој е сепак прв избор. Па добро, ние како дерматолози не го препорачуваме, значи има, рековме, облоги со ладна вода, емолентен лосион, спрејча со цинк, е нешто што е многу посоодветно за употреба, нели? Во киселото млеко има калциум. Тоа помага? Уште малку прашање околу оваа навика. Па не верувам дека се абсорбира преку кожата. Да. Значи тоа не го препорачувате, сосема поинаков пристап. Па добро, сега ако нема друго што, ако навистина нема што друго, може, ако не, кажавме некој од претходните модалитети. Така. Се случува по изложување на сонце да забележиме на кожата некои промени, некои нови бемки. Дали е тоа опасно? Па, бимките се јавуваат во текот на целиот живот. Нели имаме такви што се јавуваат со раѓањето, односно до втората година на животот, тие се конгениталните бимки или невуси, и оние кои што се јавуваат во текот на целиот живот. После експозиција на сонце може да се јават нови бимки, нови невуси, а веќе постоичките може потемно да пигментираат. Тие не се проблем, треба редовно да се контролираат, нели како секој од нас што треба редовно еднаш во годината, нели да отиде на еден таков преглед. Меѓутоа исто така да напоменам дека и не е препорачливо директен преглед непосредно по сончање. Аха. Зошто? Поради тоа што нели додатно настанува пигментација и некогаш е тешко да се направи дермоскопски, дури да се приметат тие дискретни промени кои што се во самите невуси. Затоа се препорачува да дермоскопскиот преглед се прави отприлика 1 месец по изложување на сонце. Да, на кожата е потребно некои 28 дена за еден физиолошки циклус на обновување, така да и тој дермоскопски преглед се прави после месец дена по изложување. И сега ова не е случај, доколку се примети да некаква промена почне да се менува во боја, форма, стане ни влезе во очи, стане поголема, па се јави црвенило околу неа, па се јави некакво крварење или чешање, веќе тоа е аларм кај што не треба да се чека месец дена, туку да се дојде побрзо. Во летните месеци чести се и убодите од инсекти. Така е. Понекогаш ќе не касне комарец и ќе добиеме огромен плик на кожата. Да, имаме ние прилика да видиме и на нашите дежурства, значи голем број на пациенти од најбанални убоди од инсекти, како што се, например, комарците, кои што знаат да дадат една локална реакција,
Препораката и да се стави ладно, доколку се јави црвенило, да се земе антихистаминик, па и постојат и сега специјални гелови и креми кои што се наменети нели за да се употребуваат пободи од инсекти. Меѓутоа, понекогаш знаат и да бидат сериозни реакциите од убодите од инсекти, например посебно оса, пчела, стршлен, кои што знаат да дадат анафилактични реакции, животозагрозувачки реакции. Генерално пациентите кои што знаат дека се алергични, тие носат во себе сет, нели, кои што содржи адреналин за да си самопомогнат. Меѓутоа кај тие што првпат се јавува, доколку забележат побод од инсект, генерално влошување на нивната општа состојба, со знаци на појава на црвенило, појава на чешање на дланки и стапала, веднаш да се јават на лекар. А доколку се отоците на местото на убодот на вистина големи, да речеме од комерец? Да, рековме дека постојат соодветни гелови, креми кои што треба да се ставаат, ацети бурици, ладни облоги, локално кортикостероиди, антихистаминик преку уста. Значи за тоа не мора да се оди на... Не мора за тоа? Не мора да се оди на дерматолог. Зашто најчесто во овие месеци доаѓаат пациентите на Универзитетската клиника за дерматологија кога станува збор за летните сончевите дерматози? Така е, од сончевите дерматози сите од овие се застапени и сега зависно колку се тие чести. Може би убодите од инсекти се најчести, изгорениците знаат да бидат чисти, исто така и поради тоа што рековме, нашата кожа е изложена, па и бактериските инфекции се доста чести од типот на импетиго, кои што се јавуваат поради тоа што нели кожата е изложена на дворечни услови и можноста за допир со контакт со бактерија е поголем. Така да појасниме дека импетиго всушност инфекција која што е предизвикана од стафилококи, стрептококи. Добра. Може да ги добиеме на базен, на каде? На плажа? Па не. Тие повеќе се контактни, директно се пренесуваат, да. Или, например, изворот може да биде во носот, затоа и кај децата се јавуваат обично во лицева реги, обично се јавуваат на дланки, така да може... Како изгледа точно? Со директен контакт. Знаат да се јават како едни ограничени зони, кои што се со крусти на самата површина, кои што може да бидат златно-жолтеникави и од нив може да се сецанира една како белузлава течност серозна. Тие, доколку се малку, се третираат со локална терапија, доколку се поинтензивни и на повеќе места, се третираат со системска антибиотска терапија. Ова инфекција најчесто во лето? Па, често се јавува во лето, да. А меѓутоа, како резултат на местата на убод од инсект, нели е нарушен интегритетот на кожата и обично тоа представува влезна врата за овие бактерии. Особено децата кои ќе почнат да се чешат, така тоа ќе го разранат и потоа всушност може да си направат и на убодите од инсекти секундарна инфекција. Така е, една исто така доста честа инфекција секундарната е ризипелот или црвениот ветер кој што се јавува на место на убод од инсект. Физиолошки, доколку се јави убод од инсект и се дава таква локална терапија како што кажавме, реакцијата треба да се смири за 2 до 3 дена. Меѓутоа, ако не се смири за 2 до 3 дена, ако црвенилото се шири и се шири во вид на неправилни црвенила, тие се нарекуваат уште како пламени јазици, доколку се јави оток и чувство на тежина дали е обично на ногата или на раката, станува збор за еризипел, бактериска инфекција, која што треба се лекува со системска антибиотска терапија. Преку уста. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, навистина низа корисни совети и препораки поврзани со изложеноста на сонце, здравјето на кожата, но и инфекциите кои што може да се јават во овој период од годината. Јас ви благодарам за поканата, ми беше многу пријатно да имам можност да ги објаснам овие работи. Професор, ке се гледаме повторно. Секако. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.